истражувањата што ги има правена Организација на жени, мониторингот на програмите на ниво на општина што се носат, покажале дека освен кај програмата за еднакви можности и дел кај програмата за социјална заштита, скоро никаде не е застапен родовиот концепт. Неодамна правивме мониторинг на програмата за спорт и рекреација за 2022 година. Она што го добивме како податок е дека на ниво на општина во 2022 година на 40 спортски клубови е исплатен износ од 10 милиони и 300.000 денари. Од вкупниот износ на средства, дури 76%, односно 7 милиони 800.000 денари се дадени кај машки клубови, 16%, односно 1.658.000 денари се дадени на женски клубови, 850.000 денари се дадени на мешани клубови. Ова, како земеш како показател, е поразувачки податок. Меѓутоа, не само што, да кажеме, алокацијата на средствата е повеќе насочена кон машките клубови, туку во самата програма за спорт и рекреација нема точно утврдена родова компонента и нема јасно дефинирани мерки за намалување на родовата нееднаквост во спортот. И по добивањето на средствата нема индикатори кои што го мерат влијанието, значи колку тие средства допринеле кон развојот на спортот на територијата на општина Струмица. Од оправдани причини е тоа така. Можеби затоа што, да кажеме, во прва лига имавме два клуба, тоа беа порано Беласица и Академија Пандев. И имаме многу повеќе фудбалски клубови кои што се најголем акумулатор на општинските средства во однос на дотациите кон спортските клубови, но тука не ги земаме и женските спортови апсолутно. Имаме мал број Имаме мал милион клубови кои што се женски во делот на одбојката, во делот на фудбалот, особено струмичката гордост, женскиот фудбалски клуб Тиверија, кој што соодветно се финансира од страна на општината. Може би треба да пристапиме кон некаква позитивна дискриминација, но еве ја остава можноста во рамки на форумите на заедниците да го дискутираме како прашање, без при тоа да направиме било каква ненамерна штета на одредени фудбалски клубови кои што се машки. Може би треба да разговараме со клубовите, да ги поттикнеме да ги активираат повеќе жените во нивните клубови, доколку немаат женски клубови да ги формираат истите и на тој начин ќе ги избалансираме и буџетите во однос на родовото буџетирање.